Како што најавив, наш прв гостин во првиот дел, Филип Петровски. Добре дојдовте. Поранешен пратеник, политичар, можев уште многу да наредам, универзитетски професор. Добре дојдовте во студио 10. Благодарам за поканата. Вест нема нешто, се уморивте или? Се уморив, да. Да. Доаѓање 30 години кога се соочуваме со едно исто секојдневие, со секоја нова гарнитура, се полоша состојба во било која сфера на животот, нормално е човек и да се умори. Доаѓајќи наваму и размислувам, бидејќи одамна сме, јас сум во новинарството и вие во политиката 98 година, те велам колку критикувавме, критикуваме и сега меѓутоа се чудевме како е можно тоа да се случува. А тоа беа години кога бевме и пред Хрватска. Да. Косово и Црна Гора не беа држави. Не постоја како држави, точно. И што се случува? Не можам да разберам 30 години која е поентата. Подолго време укажувам дека во Македонија политичкиот систем произведува корупција и промовира идиоти. Може би ова звучи за телевизија како тежок збор, непристојно изразување, меѓутоа го задржувам правото како слободен мислител да ги кажам моите мисли. Партиите се корумпирани. Тие мислат само на себе. Во партиите нема демократија, освен ова што го направи нели како реформа СДСМ, дозволи да се бира председател, нели поведува избор, секој член да може да се бира, меѓутоа генерално партиите промовираа неквалитет, промовираа луѓе што се послушници, промовираа луѓе кои што се блиски до султанот на партијата, а децата кои што влегуваа како подмладоци ги учеа на послушност, на лидерски систем во кој што треба да се хвалоспева тој што е начело на партијата и зависно од тоа колку добро го хвалоспевате лидерот, вие напредувавте. Со тоа што при доаѓање на таквите партии на власт, тие такви ликови се пласираа во државните позиции. Резултатот го гледаме после 30 години. Вие имате нестручност, неквалитет, луѓе кои што не се стимулирани да напредуваат во струката, туку се стимулирани да седат на партиски состаноци и да ја веднат главата, да тапшат по рамо, да создаваат оди на хвалоспев на лидерите. Независно дали се местни комитети, општински комитети или на централно ниво лидерот, односно султанот, резултатот е катастрофален. Катастрофален со последици кои што допрва ќе следуваат, а бидејќи не сме во состојба како држава да спроведеме реформа на ова поле, оти партиите го држат целиот систем во своји раце и понатака го корумпираат секојдневно, јас предвидувам дека состојбите и во иднина ќе стануваат само полоши. Што не е поприлично, не е воопшто оптимистички, како најава, бидејќи сте човек кој што добро ги познава приликите. Долго време сте во држава, долго време бевте и во политиката, сега сте надвор, условно кажано, од директните партиски вклучувања и некако кога мислевме дека можеме да се одцепиме од она султан партии, дека можеме да размислуваме, секој може да размислува со своја глава и политичката партија по дефиниција е интересна група, меѓутоа овој податок за корупција е оној канцер, таа е таа болест која нас не малтретира овие 30 години и има впечаток дека ние како да не сакаме да излеземе од таа состојба, како да не сакаме да го излечиме тој канцер, бидејќи секој го гледа влезот во политиката како можност да земе нешто што е останато, како е останато. Гледайте, канцерот ако е само на еден орган, може да се третира. Кај нас канцерот е на сите органи. Од малиот прст на ногата до малиот прст на раката и до главата. Корупцијата е влезена во сите пори. Независно дали се работи за локална самоуправа, министерства, дирекции, јавни предпријатија, дури и парламентот, секаде е корупцијата. Се може да се купи и продаде со пари, се има своја цена, секој бара да биде подкупен. Не постои сфера во која што вие може да кажете дека граѓаните се осеќаат сигурно. Дури оние несреќни кампањи што ги правеа против корупцијата, рекламите што ги снима беше дека граѓанинот доаѓа нуди пари, а чиновникот му вика не. А обратно е, граѓанинот никогаш не доаѓа да нуди пари. Чиновникот е тој што му вика дај ми пари.
Не се разбира, не јавно, наоѓаат начини како тоа да го направат. Така што ние не успеваме ни диагноза да поставиме на системот зашто одат работите надоле, а сите се свесни дека работите не чинат. Да не се споредуваме со околните држави, каде бевме, а каде се сега државите. Јас ќе кажам само еден личен пример. Се обидувам да останам добро информиран. За мене сега е предизвик да гледам бугарски телевизии, српски телевизии, хрватски телевизии, да видам како се одвива една културолошка, интелектуална и политичка дебата, бидејќи кај нас тоа го нема. Кај нас има многу малку простор да се искоментира, не дај Боже да се критикува ова што не чини. А има толку многу телевизии. Исто да го забележав има јас. со турски серии, индиски серии, српски простачки шоуа кои што го спуштаат нивото на квалитет и народот како и младината ги учат на вредности кои што сачувај Боже никогаш не би помислил дека ќе бидат дел од културното милје на нашето секојдневие. Па можеби некој тоа и намерно го прави. Сега јас не сакам да влезам во процент на нели ја видовте она анкета колку луѓето веруваат и се склони на теории на заговори дека е фрапантен бројот. Кога говорам можеби некој тоа намерно го прави, овде не ви треба војна вие да направите. Доволно е само да им уништите образованието на луѓето и ќе сватите зашто станува збор. Тоа е и позната мисла, уништите им образованието и не ви треба војна. Кога имате маса која што лесно се манипулира. Прашањето кое што сакам да го наметнам, вие ги споменавте сите оние телевизии кои што ги гледате. Ние можеме за Србија да говориме, има авторитарен режим, Вучич вака работи, но кај сите тие држави, Бугарија која што е сега на некој начин лекции ни одржа и во однос, ако сакате, на новинарство, мисля на последната несреќа, и во однос на ефективност и ефикасност на делување на институциите, се создава впечаток дека таму и покрај тоа што постои разлика помеѓу политичките партии, државниот интерес никој не го поминува. Ако сакате и во Србија. Ние 30 години не успеавме, колку и да се разликуваат ВМРО, да помene ги СДСП и албанските политички партии, да седнеме и да утврдиме, еве нема да кажем црвени линии, државни интереси. Да, до тука е. Овде можеме да се спротивставуваме со политички програми. Точно е тоа. Точно е. Сепак, ние 30 години правиме остапки на некого и за нешто. Прво бевме фиром, па после го сменивме знамето, па се продолжи со Охридскиот рамковен договор, па се правеше територијална прераспределба на општините, па се делеа територии на партиите и градови, Кичево и Струга познатиот пример, па после стигнавме и до промена на име, сега треба да менуваме историја и јазик. Нема крај, затоа што не постоеше јасна концепција кога во 90-тите ја добивме државата, буквално на поклон и според моje истражување и мислење, поради среќната околност дека Србија го имаше Милошевиќ и некои одредени светски структури имаа потреба да го ослабнат, бидејќи со појавувањето на Македонија во 90-тите години се измести балансот од Букурешкиот мировен договор, односно поделбата на Македонија, територијата на Македонија во 1913 на 3 држави. И практично вие имавте изместување, двата дела си останаа, едниот во Бугарија, едниот во Грција, но делот кој што беше доделен со тој договор на Србија стана независна држава. И ние имавме историска шанса таа независна држава да ја претвориме во лик, например, на една Хрватска, да поставиме принципи како ќе се формира државата, кои се нашите национални и стратешки интереси. За жал не успеавме тоа да го поставиме. Влеговме во еден бесконечен процес на отстапки 30 години и не успеавме да изградиме политичка елита во смисол не на негативната конотација на зборот елита, туку на вистина луѓето кои што би биле и кои што се лидери во општеството, дали во науката, дали во своите области, дали во економијата, во бизнисот, да ги инкорпорираме, тие да ја водат државата. Наместо тоа, ние почнавме да бараме просечни луѓе, за да можеме да ги контролираме зад завесата, па после тие просечните луѓе треба да побараат уште попросечни луѓе за второ ниво, како во филмот Inception, сон во сон,
да може да ги контролира на подлабоко ниво од подалеку и повеќе. За жал, тоа кај мене не буди чувство на оптимизам. Немаме лидери кои што може да седнат на маса да пијат кафе зад камерите, зад завесите на јавноста. Не, они пијат кафе. Они пијат кафе, они сите си разговараат. Меѓутоа, нивниот квантум на знаење или капацитетот кој што го имаат нема државничка тежина. Они си пијат кафе кога треба да се договараат за закон за партии, кои треба да се договараат за двотретински закони, кои имаат интерес лично кој што ќе го осетат или врз контрола на партијата или за да си поделат некои пари и тендери. Тогаш да видите како се среќаваат и како лесно може да се согласат. Они за жал не може да ја видат пошироката слика. Не може да видат што значи пенетрација на странска култура преку селечка музика. Не можат или не сакаат? Па мислам дека не можат. И да сакаат немаат капацитет да така ги разберат работа. Тогаш имаме сериозен проблем. Па да, јас реков, канцерот го има зафатено целото тело. И телото е на умирање. Знаете зашто? Бидејќи секој од нас на крајот од денот размислува, и вие кои ќе отидете и јас отидеме дома, што оставаме ние позади нас? Треба да оставиш некое дело. Дали оставаме држава која што ќе биде безбедна за идни поколенија? Ние сме изгубени генерации. Ние поминавме буквално се и распад на Југославија, да, бесконечна транзиција, и атентати, и меѓусебни војни, и како велите промена на име, и промена на знаме и така натаму, и сето тоа го поминуваме, го преживуваме, како да се навикнавме, па дури и пандемија не зафати, меѓутоа она што е државничкиот момент некако недостасува. Честопати размислувам, ако Америка реши да го направи потегот во Македонија како што го направи во Авганистан, дека од ова ништо нема да остане. Да, таа теза е и моја теза, ја промовирав во една емисија, втор Авганистан. На Америка не е баш до крај, мислам јасно, бидејќи прилично помала територија Македонија од Авганистан и прилично помали се интересите, бидејќи од тука они имаат пенетрација преку НАТО и во Грција, и во Албанија, и во Црна Гора, и во Турција. Значи, генерално контролира доста од овој простор. Малку од просторот недостасува, иако нели со, да речам, условно кажано, со сила не нагураа во НАТО. Меѓутоа, они си имаат внатрешна поделба, внатрешни проблеми, што мислам дека други држави го користат, да речеме, условно опонентите кои што пробуваат да разиграат тука, и разигрувањето се гледа, се што се прави да се пореметат тие баланси за нормално да има нели поголемо влијание на Русија. Петровски, која е разликата помеѓу Македонија и Словенија? Намерно е правам ова според, бидејќи нели мали држави говориме. Во Словенија, например, вие Јанш на власт, ќе кажат националист, човек кој што се спротивставува на она што е западна политика, кој што нели оние познати нон-пейпери, меѓутоа кој е таму се знае дека држава е држава. Ние овде некако макамачиме. Да наликуваме на држава. Ние сме слични по бираме големина. лидер, чека да видиме дали ќе помине кај странците. Мислам. Па дали ќе помине кај албанците? Па кај кои албанци? Па дали ќе помине кај србите? Па дали ќе помине кај турците? Па дали ќе помине кај ромите? Добро. Значи кај нас комплотот е многу комплициран. Ние за жал не поставивме партии кои што ќе може да ги инкорпорираат малцинствата или етничките заедници, туку секој си правеше како поглавица на племе, свој дел си го заокружуваше и со тој тргуваше. Познат е примерот на Амди Бајрам. Амди Бајрам и нели ова сега во ГТЦ што се открие со рудниците. Значи, познато е, тоа е као за оставштина на Амди Бајрам, бидејќи нели тој со својата сервилност кон било кој е на власт, па дури и со гласањето за промена на името, си тргуваше, си добиваше за возврат одредена територија или одреден бизнис или одредени рудници. Тоа се случува со сите можни етнички заедници. Тоа го нема во Словенија. Во Словенија вие имате левица и десница. И историски, да речеме, ако сакате и на почетокот на 20 век, ВМРО имало левица и десница и биле жестоки во битките, како што се веројатно во Словенија и во Хрватска. Меѓутоа во Македонија вие немате само левица и десница. Ви имате левица и десница,
збогатено со леви албанци, десни албанци, леви роми, десни роми, на власт роми, у опозиција роми, и македонци. Тоа е така измешано. Бошњаци, турци, Сите, значи да не сегрегираме, сите се организирани на тој принцип или на принципот власт-опозиција и се трудат или сите малцинства да имаат и таму по некои представници и држат не територија, туку држат одредени интереси во своји раце по клучеви. Ако немате доволно клучеви да отклучите, а таму се организациите такви какви што се, односно партиите промовираат, вие во партија не можете вакво нешто да кажете. Јас сум сега најверојатно осуден од луѓето на султанот затоа што зборам слободно. Дури бев и физички нападнат со обид за ликвидација. Јас сум чудо невиден што ниеден новинар не се заинтересира, бидејќи тоа јавно го кажав, има истрага од обвинител од полицијата кој се обиде да ме убие. Да, сега сакав да ја отворам таа тема, бидејќи рековте, бидејќи тоа е тема која што пролета онака низ неколку портали. Меѓутоа никој онака сериозно не се заинтересира и сега прашањето е дали ние отапевме затоа што пазите ние имаме дојава за терористички напад и ние почнуваме шега да тераме. А со тоа и затоа што веројатно цела држава е на шега, но не и се. Што се случува? Кој тоа сакаше да го ликвидира Филип Петровски? Кому ви ја пречите? Што правите вие? Гледате, ја го правам секогаш истото, тоа што го правам и денеска. Дискутирам. Она што мислам дека треба да се каже, го кажувам, затоа што тоа беше и основната потреба моја да влезам во политиката во 90-тите. Да разгледувам состојби, да ги анализирам и да понудувам своји ставови, иако сум во можност да давам решенија. Тоа го правев, тоа го правам и денеска. Ако некој ме покани, дискутирам. Ако не ме канат, можам и да не дискутирам. Постојат социјални медиуми, јас можам да го соопштам, имам свој сајт, можам Филип Петровски МК. Значи, јас можам да ги соопштам моите ставови, ако некој го интересира, секогаш. Меѓутоа, моите ставови не се благопријатни. Јас не сакам да се конформирам. Ја не можам идиот да сметам дека е научник или академик. Ако е идиот, јас кажувам дека е идиот. Тоа на некој му пречи. Така што беше направен една серија на напади од маскирани луѓе кои што се фатени на камери. Јас кажав и сега ќе повторам и се надевам дека ќе бидам повикан од обвинителот. Сакам медиумите и јавноста цела да ја заинтересирам. Сакам на медиумот на обвинителот да му пренесам дека мислам дека сум нападнат од полицаец и тоа од специјалните единици кои се контролирани од структури политичко подземје кои што се поврзани со една партија. Значи, ова се сериозни работи. Вие добро знаете, јас не сум некој што прв пат искача на телевизија па правам екзибиционизам. Јас едноставно сакам некои процеси да се покренат, да во оваа држава на некои работи веќе им се каже не и евентуално ако се може да се прави реформа во одредени области, што не сум убеден, нели, не сум многу оптимист. Со што Петровски го иницираше или што толку повреди или што толку каже Петровски за да... Па знаете како? Во партиите сакаат само пофалби и хвалоспеви. Султанот мора да се велича. Тој, иако не е најпаметен, мора да се каже дека е најпаметен. Јас тоа не знам да го правам. Вие сте десница по вокација, но десница. Да. Бидејќи кај нас нели лево и десно, лево ако беше СДС, ВМРО ДПМН ако е десно, вие ќе видите од СДС десни политики, од ВМРО леви политики и се измешано. Сакам да кажам, човек кој што израснал и бил дел од тоа сврзано од ткиво на ВМРО ДПМН. Сега не сте таму. Или сте? Видите, ја не знам дали сум таму, затоа што они го пуштија овој... По локација сте си таму, бидејќи не може никој да ви каже дали сте ВМРО и нема некој не може да го има некој тој ексклузивитет да каже ти си ВМРО, ти не си. Јас лично мислам дека ВМРО ДПМН треба да го избрише префиксот ВМРО, бидејќи не оправдува историската конотација со своето делување и не сме да го носи тоа име, затоа што ништо што ВМРО правело, ВМРО ДПМН денеска не го прави. Оној чиновникот на Мицковски што денеска е градоначалник на Кисела вода во една пресконференција рече дека не сум го ажурирал членството, според тоа не сум член. Така што ја не знам дали сум член и небитно.
во джепот со мене ја носам членската книжка од 90-те години, каде што стои нели моето членство. Ако на некој му требам во ред, ако не им требам повторно во ред. Но го задржувам правото да коментирам и ми се чини дека тоа најмногу ги боли. Оти по принципот на корумпирање, значи по принципот на подкуп, по принципот на наоѓање на НЗС, онаа фамозна коалиција што се нарекуваше Мериот коалиција со стигма, нели, негативната конотација беше дека Мијалков собрал таму некои делегати да го менува Мицковски. По принципот на корумпирање, според мои информации, на овие локални избори беше неутрализирана и работеше за Мицковски. Најголем дел. Се разбира, јас не. Не. Кому смета Петровски? На СДСМ или на ВМРО да помане повеќе? Гледате, јас многу е жално, многу е трагично и за мене е поразително што многу поголем зулум во овие 30 години јас видов од моите сопартици отколку од СДСМ. А изворно мојата идеолошка позиција беше секогаш се спротивставам на левите политики на СДСМ, кои што генерално во најголем дел го разградија тоа што го имавме во 90-тите. И тргува, меѓутоа ВМРО таму требаше да се спротивстави, нели по принципот на историското ВМРО, да понуди подобри решенија или да ги стопира. За жал, ВМРО ДПМН тоа никогаш не го направи. Така што стојам на ничија земја. Не, се обидувам да ја држам темата за нападите и се обидувам да видам на кому пречите, знаете, да тргне некој по некого. Како велите вие за ликвидација, е прилично мрачно, да живееме во мрачни времења и сега велите се води истрага. Вие не сте повикани од Овинито, можеби ќе видите повикани после ова емисија. Се надевам дека ќе бидам. Се надевам дека оваа тема. Кога се случи овој настан? Значи не е само еден настан, серија на настани се, два пати бев нападнат во оваа година, меѓутоа физички? Физички, да. Физички бев нападнат. За вториот напад во полицијата има еден куп видео, дискети со видео снимки и на едната снимка се гледа, јас го гледав тоа, 30 минути покрај колата ме чекаат напаѓачите. Значи не се дојдени случајно, не се дојдени рандом, нели поради некоја друга причина, туку таргетирано и чекаат покрај колата. Некои луѓе се? Тоа е сериозна организација. И тоа е вториот напад. Меѓутоа, постоеше во 2018 уште еден напад, тоа е кога се потпиша Преспанскиот договор и кога започнаа протестите пред парламентот, кога првиот ден нели полицијата употреби солзавец и тоа создаде на голема иритација и вториот ден имаше исто големи протести. На тие протести дојдоа луѓе на Мицковски и ме нападнаа. Затоа немаше потврда до пред известно време, но еден новинар од Скопје има сведоштво од човек од блиското обкружување на Мицковски кој што му потврди дека Мицковски му има дадено наредба да тргнат на мене. И они тргнаа како група на мене. И тогаш јас се повлеков од тој протест, бидејќи ја имав луѓе со мене, претеше дека ќе дојде до посериозна конфронтација. Јас се повлеков затоа што знае дека ќе биде злоупотребено од медиумите, дека македонци со македонци се конфронтираат, а се работи за договор кој што го менува името на државата. И тогаш се повлеков и тогаш што остана како изолиран случај. Меѓутоа вториот и третиот случај кои што доаѓаат оваа година, мене ми покажува дека номенклатурата која што е поврзана со политичкото подземје и со тајни служби и соработува со странски тајни служби станува агресивна и е жедна за крв. На тоа мора да му се стави крај. И јас ви благодарам во известна смисла што вие, бидејќи ова беше кажано во емисија која што оди онлайн, која што е многу гледана, меѓутоа кај вас Каевтов. Да, кај вас Каевтов. Еве, ја не знаев дали соодветно да го споменам со име и презиме. Но неспорно е постои на сцената сега. Значи беше кај вас Каевтов кажано, сега преминува и на национална телевизија. Се надевам дека ќе предизвика интерес. Сакам да дебатирам, односно сакам да дадам исказ ако треба и со полиграф пред обвинител и сакам да бидат најдени луѓето, затоа што ако не бидат зауставени, они ќе го повторат ова, не со мене, со било кој друг. Ако влеземе во зона на политички ликвидации, ние ќе се вратиме
во 20-тите на минатиот век, кога ВМРО тоа го правеше по улиците низ Софија. Оти, ако мене државата не може да ме заштити, тогаш јас ќе најдам начин сам да се заштитам. И тоа во време кога не сте политички активни. Да, меѓутоа, знаете што, оваквите емисии болат. Затоа што јас констатирам дека Мицковски поставува чиновници од штабот за градоначалници. Зашто? За да биде заменик градоначалник на цела држава и да поставува лежички полицајци низ државата. Ја не мислам дека тоа треба да биде улогата на човекот што ја води опозицијата. Туку треба генерално стратешки правци да нуди како подобро да се движи државата. Инаку секој може да чисти ѓубре и депонии да открива и не знам да се слика по сите градови, да се возика со колата навака натака, кога во исто време неговата градоначалничка на Скопје месец дена нема појма кај се наоѓа и не може да каже што се случува ни со градот, ни што ќе прави со градот. Сега ова е не е конјунктурно, нели, вакви работи не се благопријатни, они сакаат да ги фали човек, они сакаат да кажува колку се убави, колку се дотерани, убаво искочиле на сликите, имаат 1000 лајкови на објави. Што за мене е чист идиотизам. Па добро, тоа е во секоја партија така. До толку полошо за сите тие партии. Да, за сите тие партии. И тие султан партии за кои што ние говоревме на времето и кога беше Црвенковски и некако создаваше револт и гнев кај народот и сега дали ние како луѓе, не ние туку оние кои што сака да дојдат до некаква работна позиција, па ја прифаќаат таа улога, да аплаудираат и да климаат со глава. Вие сте во ВМРО-ДПМН уште од почетоците. Вие бевте еден од клучните актери во наводници кажано протестите 97 за универзитетот, односно за она што беше педагошкиот факултет во Скопје. Таа гарнитура, меѓу нив тама и Антонио Милошевски, ако вие велите, тој се појави па потоа замина, но го гледаме на сликите, беше и Ѓорчев, беше и Никола Тодоров, ако не се лажам. Комуницирате ли со некој од ВМРО? Останато ли некој од тоа јадро на ВМРО-ДПМН? Видите како да кажам, како да ја следи тоа проклетство или клетва на ВМРО-ДПМН. Од еднаш војводата или Љупчо Ѓоргиевски, кој што бил символ на ВМРО-ДПМН, го нема нигде. Доаѓа Христијан Мицковски, Никола Груевски, кој што Ѓоргиевски практично го промовираше како технократ, како младо момче. Комуницирате ли со некого од таа? Има ли некој од старата гарда во ВМРО-ДПМН? Гледате, таму сега кај Мицковски се луѓето од народна, што беа кај Љупчо. Тие практично и го донесува него. Постои едно јако бизнис лоби представено преку Гиевски и една екипа, Делчевска екипа, која што сега деновиве е споменувана многу често во скандалот со продажбата на нивите по 50 пати, 100 пати поскапо за Евана. Тоа е една пака сериозно бизнис ориентирана, бизнис политички ориентирана екипа која што ја користи партијата за да создава партиско и лично богатство. Добро, вие бевте со нив, јас се сеќавам и на Они дојдоа после мене. Они се една гарнитура после мене, меѓутоа тоа се вака луѓе кои што се Гиевски, неговата сопруга Слободанка. Гиевски беше председател на подмладокот после мене. Слободанка и Гиевски беа дел од мојот извршен комитет. Тоа се луѓе кои што, да речеме, на некој начин вратата во политиката ја подотворија преку мојот тим. Да не кажам ја ги направив, бидејќи тоа не благородно, и тоа тука влегува. Како ги знаеме ние од ВМРО, значи нив ги знаеме од ВМРО. Татко и на Слободанка беше на студентски домови, а мајка, ако не се лажам, беше уставен судија беше. Па не знам кучињата и мачињата дали им се вработени, ама не би се сомневал и домашните милиничиња да се на државна плата. Но тоа не е битно. Битното е што они, кога се подели Љупчо, кога си отиде, они си заминаа сите со Љупчо, па после се врати у некаков пакет кај Груевски и во тој пакет го донесоа и Мицковски. И нели, јас сум често обвинуван дека сум сменил партии во десниот спектар, меѓутоа за Султанот, односно за Мицковски, никој не смее да спомене дека он доаѓа од друга партија. Па добро, вие... И дека нема, тоа го кажа Тодоров, меѓутоа јас сум сведок на тоа, сум учествувал во тие разговори, дека во документацијата на Општински комитет Карпуш, пред
не знам, 2015 година не постои членството на тој човек во партијата. Мислите на Мицковски, така? Да, што на мене не ми пречи, ако така мислат дека треба да ја водат партијата, ако треба да стават импланти од надвор во ред. Меѓутоа, тие импланти гледате што прават. Година и пол го лажат членството дека само што не направиле 61. Обидот за рушење на владата сега што беше после локалните избори беше една сериозно исконструирана лага. Мислам, на секој што малку ги познава работите му беше јасно дека нема 61, туку дека има привид за 61 за да се држи во некаква тензија членството. Вие гледате на запад, било каде, после вакви лаги, една од тие партии, Алијансата сега менјава страна, Алтернатива Алијанса, не ги знам. Тие имаат многу повеќе партии. Чудно е што албанците имаат поголема демократија во партиите него македонците. Сега они едната од тие што му потпишуваа таму, сега му се на другата страна 2 недели после тоа. Добро. Значи, или лоша проценка, или некој некого зајавава, или зеза. Се извинувам на... Во ред, да, ќе изразат гледачите. Кој го намести тогаш Мицковски да објави таа слика? Веројатно, ако е вака, може да се анализира дека е така, бидејќи за да објавите вие фотографија, при тоа сте председател на партија и таму седеа луѓе со кои што вие практично велите дека имате 61 пратеник и објавувате фотографијата. При тоа печатокот е дека и околу Мицковски се вклучени луѓе кои што сакаат да го симнат од тронот. Точно. Кој го намести Мицковски да објави таа слика? Па тој човекот што седи до него на сликата. Тоа е Александар Николовски. Вие гледате дека Зијадин Села не е присутен. Лидерите на партиите на албанците не се присутни на сликата. Тој седна тука да се слика, бидејќи требаше објава, требаше да се создаде една слика, еден оптимизам готово дека паѓа Зашто е бил влада. Александар Николовски кога и тој на сликата? Тоа и него не му оди во корист. Затоа што тој се гледа на местото на Мицковски. Тој се гледа на местото на Мицковски, повереник е на Груевски, пренесува информации како и други работи и тоа е една негова амбиција. Вие гледате кога изанализирате фотографијата, ќе видите дека Мицковски е на страна. Орото го води Александар Николовски. Треба да му ја мисли таму Мицковски работата. Па веројатно е мисли, можеби и затоа го ова е такво рушење од внатре, такво местење и такво лажење и манипулирање на членството што мислам нормално. Во Македонија нема да има одговорност. Во ВМРО ДПМН нема да има одговорност. Таму се форсира една идеја дека победата е тука. Тоа е од првиот ден кога Заев ја направи владата, во 2017. Муаветот беше во септември се враќаме, па беше во октомври се враќаме, па беше се враќаме во март 2018, па беше во мај, па во септември и така помина 4,5 години. Нонстоп е готово, се договоривме со партии, подкупени се пратеници, сега ќе дојдат овие, сега ќе дојдат оние, доаѓаме на власт, да се држи во една тензија, една кондиција, она членство, она конјунктура што сака да биде на раководна позиција, збориме за 2-3 директорски, шефовски и така натаму места, кои што всушност го држат кивото на корупцијата и во партијата, и во државата, како и од другата страна од СДСМ, само да не бидам разберам погрешно. Сега ќе говорам за тоа, но членството на ВМРО ДПМН е подисциплинирано за разлика од оно на СДСМ и се тотално различни по своите однесувања. Имаме конгреси на 12 декември, ВМРО ДПМН и СДС внатрепартијски избори, гледаме се разгорува битката, кои се очекувањата, што мислите дали Ковачевски некако Кумановци дојда на ред, прво беше Спасовски кој технички премиер, го сега Ковачевски. Дали е Ковачевски во пол позиција, бидејќи зад него застанува и јавно Зоран Заев, кој што се повлекува од председателската функција и сега вие можеби тоа во ВМРО ДПМН може да ви помине,
Видејќи како ќе каже лидерот така е, но кај СДС гледате луѓе кои што ги фаќа нервоза, дека тие не може да поднесат некој сега одеднаш му текнал на лидерот, еве ние сега со кранки ви донесеме вам председател. Се појави вчера Фросина Раменски, најавите се и за Миле Зечевиќ, за Митко Андреевски, значи евидентно е дека ќе има тамо борба, внатрапартиски избори, секој добро може да гласа, да. Треба да има борба. Треба да има борба, но колку ќе биде реално и вистинска таа борба останува да видиме, имаше борба и во ВМРО ДПМН, но тамо беше системот друг, така мислам дека бевте и вие кандидат, ако не се лажам. Со Ѓорчев или Ѓорчев се повлече. Така беше. 2017 јас се повлеков пошто се утврди дека конгресот е наместен. Конгресот го намести Сашо Мелков. Значи буквално вака делегатите беа однесени и им се даде инструкција како да гласаат. И немаше против кандидат. И сега ќе нема против кандидат. Така? Да. И сега ќе нема против кандидат. Мислам Северна Кореја може да ни позавиди. Но од друга страна гледате што се случува во СДСМ, барем па и таму немаше против кандидат сега на првите внатрапартиски избори. Беше само Зоран Заев. Да, но сега претпоставам дека ќе добиеме поинаква слика. Но тогаш беше друга кликата, некој ако рече кој би отишол сега и да ако ставиш некој ќе каже дека е заради редот, ако не ставиш исто така ќе каже дека да не се лажеме, нема ни таму голема внатрапартиска демократија, но моделот кој што го донесоа, секој член да има право да гласа, сам по себе ќе врши притисок да се создадат интересни групации и тие интересни групации ќе почнат да се групираат, да се зголемуваат, да се формираат блокови. Прашањето е, кога ќе се формираат 2, 3, 4, 5 блока, после изборот, дали постои интелектуално ниво и ниво на култура и джентлменство, да блоковите се обединат околу интерес. Ако они научат тоа да го прават, интерес не мислиме на корупција, да кажеме. Не, интерес во смисло на идеологија за влада. Пласирање на програма. Ако они тоа научат внатре да го прават, ќе научат да го прават и во влада и во парламент. Ако не знаат да го прават внатре во партијата, како што досега не знаат партиите, они менталниот склоп на кој што се вежбани, си го пренесуваат, односно прават една проекција и на позициите кои ќе им ги даете да ги водат во државата. Така што самиот модел, каде што вие го инкорпорирате членството да гласа, е добар модел. Затоа што ќе се борат за гласот на секој член. И ќе нудат поинаков пристап. Јас на Груевски во 2017 пред Валандово му реков, човече, правиш конгрес за 20 дена. Направи го за 3 месеци. Сакам да испечатам програма. Дајте ми време да направам внатрепартиска кампања, да си одам по комитетите, да однесам програма, да направам 100-200 страни личен пристап, кој што направи Доналд Трамп, прашања за внатрешна политика, надворешна. Ако не можам ја да одговорам во еден момент, да соберам тим да ми направат одговори, да ги испечатам и да го дадам тоа на членството. Ако ништо друго и да изгубев на таков конгрес, ќе останеше печатен материјал, ќе останеше доказ некаков правец кој што сме сакале да го зафатиме. Вака вие немате нити печатен материјал, нити знаете кој зашто дошол, нити имате ниедна партија нема објавено финансиски извештај. Историското ВМРО, на кое што ние се повикуваме, студираме во гради, има објавувано финансиски протоколи, тие се достапни, денеска се објавени во книги. Значи не може партиите финансите да ги водат како коза ностра. Тоа е основа за корупција. И таа корупција после има трансформација во државни позиции. Мора да биде све достапно, сите пари да се знаат кај одат. За бензин, за патарини. Мора да го знае членството до последните 10 денари каде се отидени. Тоа го нема. Јас тоа сакав да го променам. И инсистирав, на Груевски му реков, дајте време, јас сакав да ја понудам, во Валандово ќе понудев да се укине конгресот или да биде протоколарно тело, секој член да гласа. Идејата беше ВМРО да дојде прво до тоа да му даде право на секој член да го бира својот председател. За жал не претрка Заев. Ние се смееме со него, еден Заев не претрка. И е 100 чекори напред СДСМ сега пред ДПМН, затоа што ДПМН не е во можност да се реформира. Менталниот склоп на луѓето што го водат не е во можност да донесе промена на партијата која што ќе донесе позитивна промена на државата. Они ќе земат позиции. Колку пратеници
Вие знаете денеска од составот на СДСМ или на ВМРО ДПМН по име и презиме. Тројца. Јас сум пред 23 години изберен за пратеник. Уште ме пратат, уште ме памтат. Да. Затоа што зборев во парламентот. Затоа што кога имаше закони, се конфронтирав со Љупчо како премиер. Законот за образование на кој што излезов Ќотек од Чекеринска, Илинка Митрева и ред други од СДС, отидов у кабинет кај Љупчо да се конфронтирам. И се конфронтирав. И дојде како премиер пред цела пратеничка група да го објасни мојот став како пратеник. Кај го има тоа сега? Пратениците се само бројка. Вие знаете таму дека некои 61 пратеник се потпишале кај Мицковски. Колку имиња знаеме? Ајде и од албанците, знаеме ли 10 души? Сега ги научивме двајцата што бе актуелно. Па ние во времето, нели, знаевме од Зибери до Сейфедин Харуни и така натаму. Тоа беа пратеници од нивната страна. Дурахман Алитин, Тоа беа ипак величини, нели? Ипак беа луѓе со интелектуален габарит. А сега? Сега, ово ми се допаѓа, сега ми е шеф на комитет, па бидејќи ме слуша, ми ставил моја слика позади, голема е, поголема од на Груевски, сега ќе го направам пратеник. Па сега, пошто стварно многу ме слуша, сега од пратеник ќе оставам градоначалник. Па толку нема во луѓе во ВМРО и во СДСМ, па мора истите и пратеници и градоначалник. Значи за се ги бива. Од тоа за се што ги бива сите, тие што се одоколу лидерите, еве кај е Македонија, а каде е една Хрватска и Словенија. Ние веќе не можеме да направиме компарација во ниедна област со нив. А живеевме до 90-та година во иста држава, горе-доле ни беа исти капацитетите. Па да речеме да. Не Тоа да е речеме, нашата- туку бевме во таа Тоа е држава. нашата тажна реалност. Нашата тажна реалност е што ние не успеавме да ги поставиме, односно темелите кои што ги поставивме, ние почнуваме да ги рушиме, бидејќи на темелите не градиме ништо. Дивоградба. Па еве и нека Дивоградба. еве и нека Дивоградба. е дивоградба, меѓутоа и кога успеваме да ја легализираме, еве сега условно кажано, нели даваме друга адреса, не е Фиром, не е Република Македонија, дури и дома ја викаме Северна Македонија, ние и таа се обидуваме да ја рушиме. Дали Македонија како безбедносен систем е условно кажано швајцарско сирење? Вие ќе сретнете еден куп луѓе кои што се аналитичари, кои што ви кажат дека имате милион служби овде кои што работат. И вие често можете да гледате наши лидери како можеби прекру збор комуваат, меѓутоа кога се во прашање национални интереси, ние некако брзо подклекнуваме. Знаете, на вицот со кубурата. Погледнете ние сите кога ќе отидеме негде надвор, по дефолт, ако отидеш во Србија, почнеш да говориш српски. Ако отидеш во Бугарија, почнеш да говориш бугарски. Бидејќи нели ние од источниот дел горе-долу разбираме што се говори и се обидуваме да се наметнеме, да се допаднеме. Јас би рекол кои национални интереси. Ние немаме формулирано национални интереси. Што е национален интерес на оваа држава? Јас не знам. Да обстанеме како држава, како парче територија. Ама тоа е инстинкт за преживување. Што е наш национален интерес? Ние од се откажавме. Ние ќе имаме понатаму притисоци да се откажуваме од се и се што. Вие имате партии во државата, представени во парламентот, кои што барат понатамошна промена на уставот. Барат промена на химна. Барат кантонизација. Така, нели? Тие беа потпишани со Мицковски. Јас сега сакам да знам. Не можам да велам некога ние во собрание се пееше албанска химна. Ама нели, тоа се играчите од тие 61, што требаше да ја соберат владата. Ја не викам дека оваа влада саглам. И оваа влада беше казната не од членовите на ВМРО ДПМН. Тие не се доволно. Беше казната од народот кој што гласаше против. Да не го лажеме и манипулираме членството дека ВМРО има толкова сила. Нема. Мицковски посебно не. Овде имаше казна за Тетовската болница, имаше казна делумно и за сите други грешки, како и за дека дури луѓето па простија све, дури помина освен за корупцијата не може да прости. И јас мислам така. Значи, и сега ние велиме, прашањето е како држава што понатака како националните интереси. Кои национални интереси? Ако се формира влада од Алијанса, од Зијадин Села и другите, кои национални интереси ги имаат они? Па не ли гледате дека слободно се зборува во регионот за обединување на Косово и на Албанија? И дека се организираат на друг начин територијалните единки, па дури и во Македонија. Значи, ја не можам да видам
која е еднината, затоа што не постои платформа, ни Ману ми издала платформа, нити сме определиле што за 5, што за 10, што за 50 години, ни краткорочни, ни долгорочни план. Тоа е страшно. Па што не се укине Ману? Треба да се отклучи. Они таму објавуваат некои микробиолошки студии. Никој не зборува за ова што сега го прашуваме. Значи, што е иднината? Кои се националните интереси? Вие ќе дојдете, луѓе ќе дојдат во влада, он ќе почне утре да влече, сакам промена на устав, сакам промена на химна, ќе барат промена на знаме, други символи и така натаму. Сега не ќе да навлегувам во тие екстремни дискусии. Меѓутоа тие дискусии постојат. И утре кога формираат владата, они влечат во таа насока. Сега тоа е стишано од ДУИ, бидејќи ДУИ се најадува 20 години, сега се они чисти бизнисмени, се тера тендери, Сега се зелени сега. Па, тоа е најубаво. Ставаме граница, ресет и сега од сега сме зелена агенда. Меѓутоа, добро знаете зашто, како ги смета народот, како ги гледа. И тука не може да се дискутира за национални интереси. Ако нема целосна реформа на изборниот модел и на законот за политички партии, Македонија нема да види бел ден од политичките партии. Дали е сега време за трета опција? Едната се уништи со Топурковски, ако не се лажам, така говорат по старите кои што произлезе дека беше наменски направена како понтонски мост корумпираните од СДСМ да ги спаси од прогон од Љупчо Георгиевски. Тоа е мој конечен одговор. Добро. Дефинитивно мислење на анализата на тоа време. Не, затоа што ќе се случува во ВМРО? Нели таму има конгрес? Ќе има некој поместување, нема ништо да остане, така? Ќе остане Мицкоски. Они ќе останат на тезата Он си ги постави делегатите како да биде. Ќе обстојат на тезата за брзи избори. Дали брзи избори би решиле нешто? Впечатокот е дека нешто не би се променило. Може да се смени влада, може да дојде и премиера да стане. Ништо нема да се смени. Ја ќе ви кажам само една историска алузија, ако дозволите 3-4 минути, 2-3 минути. Своевремено конфликтот меѓу Ванчо Михајлов и Протогеров. Добре. И зошто е убиен Протогеров? Протогеров е убиен бидејќи они се расправале да се направи конгрес на ВМРО и Протогеров барал да се секој округ ВМРО-вски, нели околија Скопска, Штипска, Стромичка, Солунска и така натаму, да си направат мини конгрес и да ги определат делегатите. За да направат сеопшт конгрес на ВМРО и да изберат лидер. Бидејќи нели Тодор Александров е убиен 2 години претходно. Суштината што е? Кога Ванчо Михајлов видел дека ќе го победи на слободни избори по околиските Протогеров, го ликвидирал. Значи, пак е проблемот генезата на ВМРО околу конгресите, што немаме слободен избор. И ликвидацијата доаѓа токму ради тоа да го преземе влијанието врз конгресот и да го преземе насила ВМРО. Што и денеска за среќа не се случува со убиства, но мојот пример нели полека движи натака кон таа паралела, кон таа магистрала, ама дека 21 век е очигледно, инаку да немаше правила и закони, веројатно истото ќе го правевме и сега. Добро, сега не што е неприфатливо. Да што е неприфатливо. Да. Не, правам споредба што се случувало и мислам дека јавноста тоа не го знае. Како пример, зашто е убиен Протогеров. Голем дел од јавноста не го знае, оние кои што читаат и кои што следат, веројатно знаат зашто е убиен, бидејќи историјата доби на тежина сега, уште повеќе нели ова со Бугарија односите. Морам да привршувам. Не пали веќе муабетот и плашењето со Груевски, но дали Груевски се уште ги влече конците во ВМРО да помане? Да. Целосно. Добро, и? И ете тоа е. Целосно. Комплетно ги влече. Се што се поставува од Груевски? Да. Најголем дел. И тоа е неговото влијание е многу големо и доминантно. Значи тој може комодно се ако победи ВМРО да се врати и да се прошета. Па не верувам дека може да се врати. Ќе остаат од затвор. Не, ако се победи ВМРО, веројатно. Па ВМРО ако победи ќе се укинат ли пресудите, ќе се укинат судовите, обвинителствата? Тоа ли е идејата?
државата, тоа сум јас. Видете како Луј 14. размислуваме ние, видите како размислуваме Па, ние. Бидејќи не нас ми е веќе ни јасно. станува нормално да Па, да гледате, прашуваме вакви ненормални Па работи. гледате, тоа е проблемот што ние го говориме, односно ја го говорам цело време, пробувам да го објаснам дека корупцијата е навлезена и направи дисторзија на нашето размислување. Ние не размислуваме веќе во нормални термини. Ние размислуваме овие ако победат Жандар збира, земаат се. Па ајде тогаш може и животите да не ги земат, така? Затоа прашав дали сега имаме момент кај што влегуваме во фаза кај што луѓето стануваат апатични. Говорам за оние кои што се симпатизери и неутралци, како што ги велиме ние. Стануваат ли апатични, бидејќи гледаат што се случува и кај едните и кај другите. И освен ако не си зависен од партија, немаш потреба ни да излезеш и едноставно вака кога ги прашаш, ни се гади од цело што го гледаме и не ни излегуваат веќе на гласа. Во 2016 во декември ВМРО и СДСМ добија 1 милион гласови. Сега на изборите добија 500-550 илјади гласови. Скоро половина милион луѓе помалци. Иако се збореше дека голема излезност. Или се луѓето иселени или не гласаат. И тоа има. И си иселени и Како и да е, и да не гласат, и да се иселени, или едното, или другото, или и двете, катастрофа е. Резултат на лоши Катастрофа е за политики. државата, бидејќи ја губи есенцијата. Ако се селиле луѓе, ја губи есенцијата. Порано се иселува најниските слоеви, да кажеме, крајот на 19 и 20 век луѓето одеа баш онака за леп. Сега одат високо образовани луѓе кои што најверојатно никогаш нема да се вратат и она што е вложено во нивното образование ќе го втемелат во државите каде што живеат. И процесот е сериозна е ерозијата на општеството затоа што сите веќе зборуваат нема кадар, нема кој да работи. Ми се чини дека малку не спаси короната, бидејќи 2 години беа позатворени границите, уште 50.000 луѓе ќе се иселеа. Благодарам што бевте гостин во студио 10. Се надевам дека после оние ставови кои што ги кажавте и изнесени тврдења дека обвинителството ќе повика да ја кажете и вие вашата страна и дека и да кажам кого треба да повикаат да се слушаат и да го процесираат, бидејќи ја имаме приватна истрага, да го процесираат и да се изведе напаѓачите да се изведат пред лицето на правдата, а цела Македонија да види што навистина се случува. Така, ви благодарам што бевте гостин во студио 10. Филип Петровски, гостин во студио 10 на телевизија 24.